судот во овој состав од Советот го осудува на казна доживотен затвор. Доживотен затвор за убиецот на Емилија пресуди денеска судијата Сашко Ѓеоргиев од Основниот суд во Штип. Согласно казнениот закон, ова е максималната казна што може да се изрече за овој тип на кривично дело. Судот во овој состав од Советот го осудува на казна доживотен затвор. Согласно член 47 од Кривичниот закон, во изречената казна за доживотен затвор, на обвинетиот за сметува времето поминато во притвор, воедно обвинетиот се задолжува со судски паушал во износ од 10.000 денари, како и трошоци во постапката кои ќе бидат определени дополнително со пресудата. Кои се причините за објавата на оваа пресуда? Пред се од начинот на извршувањето на кривично дело, каде што Совет утврди свирепост, сето тоа траело одредени неколку минути, кое што било чувство каде што негова имала решителност за извршување на кривично дело, од друга страна борба за живот од страна на покојната сега Емилија. Второ, покрај свирепоста на извршувањето на кривично дело, фактот дека во месец август судот утврди дека во месец август 24 година исто при такви контакти и средби нивни меѓусебни имало физички напад каде што оштетената Емилија се јавила на лекарски преглед и биле утврдени телесни повреди, каде што кажала дека овие повреди се нанесени од сега обвинетиот. Понатаму, судот го ценеше карактерот од психолошкото вештачење на обвинетиот Зенелов, кој што утврди дека, каде судот, односно Советот утврди дека ова лице очигледно нема никаква емпатија, односно чувство на одговорност. По изречената пресуда, родителите на убиената Емилија, како и нивниот правен застапник, вака ја искоментираа пресудата. Да, задоволна сум од обвинителката, од адвокатите, а највише од судијата. Правилна одлука донесе, така треба. Она што не се враќа, ама и он таму до живот ќе биде. Чувствувам се добро. Изречена е убава казна. Нека гледа цела Македонија, дека пресудата керката што ми утепа мострумо, дадена е добра пресуда од судијата Саша Ѓеоргиев и обвинителката Бијана. Мислам дека е добро. Нека гледат цела јавност низ Македонија такви моструми до животна. Правдата е задоволена, обвинетиот е осуден на казната која што ние сметаме дека ја заслужува. Единствено останува болката на фамилијата, тоа никој не може да го надомести. Како оваа пресуда ја пак коментираат граѓаните? Дали изречената казна до животен затвор за убиецот на Емилија Пешева е доволна? Доволна за мене. Тоа е доволно, али да нема помилување. Може. У секој случај треба со најстрого се суди. Да подсетиме, 33-годишниот Фадил Зенелов на 1 ноември минатата година во непосредна близина на домот на сега убиената Емилија по претходна нивна вербална расправија свирепо ја лишил од живот.